Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. 28-годишен државјанин на Белгија е планинарот по кого од вчера се трагаше на Шарпланина и кој беше пронајден починат. Медицинска опрема донација за одделот на торакалната хирургија во Тетовската болница. Во основните училишта во Полог се спроведува предавање од страна на полициски службеници, на кои учениците се едуцираа за сообраќајна култура. Медицинска опрема во вредност од над 60.000 евра денеска беше предадена на одделот за торакална хирургија при клиничката болница во Тетово. Донацијата е дело на турската агенција за соработка и координација ТИКА. На настанот присуствуваше министерот за здравство Беким Сали. Медицинска опрема во вредност од 3.700.000 денари денеска беше предадена во одделот за торакална хирургија при клиничката болница во Тетово. Опремата ја донираше турската агенција за соработка и координација ТИКА. Ваквата значајна донација, како што истакна директорот на Тетовската болница Амир Елези, несумнено ќе придонесе за поквалитетна грижа и пружање здравствена заштита на пациентите, а истовремено и подобри работни услови за докторите и другиот медицински персонал. Во вакви околности, во ова време на општа глобална криза е можен важен напор и од страна на турскиот народ и од страна на раководството таму, но и при овдешната канцеларија за развој што ја имаат во ТИКА, да ни дадат ваков вид поддршка во вид на опрема за нашата клиничка болница, со тоа што со овој чекор, но и со огромната поддршка што ја дава министерот за здравство за Тетовската клиничка болница, се надеваме чекор по чекор дека ќе бидеме во можност да го подигнеме нивото на давање на здравствени услуги во нашата установа. Тоа ќе биде едно взаемно задоволство и за нашите лекари и работници кои што работат тука кај нас, но општо добро ќе биде и за целата популација и пациентите кои што ќе земаат услуги од кај нас. На настанот за доставување на медицинската опрема присуствуваше министерот за здравство Беким Сали, каде што меѓу другото ја информираше јавноста од какви медицински апарати се состои донацијата. Станува збор за опрема наменета за одделот за торакална хирургија, која се состои од инфузиона пумпа, перфузор, портабл ехо со конвексна сонда, аспиратори за сукција, апарат за континуирана торакална дренажа, флексибилен видеобронхоскоп. Со обезбедената медицинска опрема, зголемен е капацитетот на одделот за торакална хирургија кој обезбедува здравствени услуги не само за пациентите од Тетово, туку и од околните места, велат од ТИКА. Денеска сме тука на церемонијата за доставување на медицинска опрема за одделот за торакална хирургија на клиничката болница во Тетово. Со обезбедената медицинска опрема, зголемен е капацитетот на одделот за торакална хирургија, кој обезбедува здравствени услуги за Тетово, но исто така и за околните области, а има за цел да придонесе за обезбедување поефективни и поквалитетни здравствени услуги за пациентите. Се надеваме дека нашиот проект ќе придонесе за подобрување на здравствената инфраструктура на Северна Македонија. Инаку ТИКА веќе 30 години од основањето. Во повеќе држави спроведува проекти во областа од здравството, образованието, реставрацијата и други области. ТИКА досега има реализирано околу 1200 проекти во овие области во Северна Македонија преку канцеларијата во Скопје. Директорот на клиничката болница Тетово Амир Елези информираше дека во тек е јавна набавка за избор на фирма која ќе ги отстрани остатоците од изгорената модуларна болница. Пошто со месеци чекавме од обвинителството да имаме пас дека фактички објектот не е основ за понатамошна истрага и сега сме во финалната фаза врз основа на Законот за јавни набавки, кај што ги примаме понудите од различни фирми,
После тоа влегуваме во фаза на избор на најповолната понуда и верувам во скоро време со оглед на тоа дека треба да се запазат до крај сите процедури. Во многу скоро време и ќе се отстранат остатоците од модуларната болница. Верувам дека во иднина таму ќе предвидиме една спомен плоча во почит на сите пациенти и на нивните семејства. Премиерот Димитар Ковачевски на денешната пресконференција истакна дека веќе се утврдени процедурите и ЕСАМ ја подготви потребната документација, врз основа на која ќе се склучат договорите за снабдување со електрична енергија за физички и правни лица регистрирани за вршење на приоритетна дејност од областа на прехранбената индустрија, јавни предпријатија од областа на водостопанство, како и основните и средните јавни училишта. Со оваа мерка се опфатени 3 категории на потрошувачи. Прва категорија – физички и правни лица регистрирани за вршење на приоритетна дејност од областа на прехранбената индустрија. Тука се основните продукти месо, млеко, леб, масло и така натаму. Цената на електричната енергија за нив ќе биде 80 евра за мегават час и ќе важи само за потрошувачката на броилата за извршување директно на приоритетната дејност, значи исклучиво во производствениот процес. Сите да бидат солидарни и, како што веќе и најавија, цените на основните прехранбени продукти кои што се опфатени со оваа мерка да се намалат за најмалку 10%. Втора категорија спаѓаат јавни предпријатија од областа на водостопанство, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води кои работат со пумпни или пречистителни станици. Цената на електричната енергија за нив ќе биде 95 евра за мегават час. Трета категорија – основни и средни јавни училишта. За да имаме топли училишта и топли болници во оваа кризна состојба, владата со одлука обезбеди за 365 основни и 109 средни училишта, како и за затворените установи, повластена цена на струја од ЕСМ од 95 евра за мегават час. Целта на снабдувањето на училиштата е да се осигура настава, односно дека нема да дојде до нарушување на воспитно-образовниот процес од причини на недостиг на струја, исклучување поради неподмирени високи сметки и така натаму поврзано со електричната енергија. Председателот на Собранието придружуван од пратеници денес беа на средби со граѓани во Гостивар во рамки на програмата за парламентарна поддршка, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка преку Швајцарската амбасада. И да ве запознаеме дека ова следствена посета во градот Гостивар во рамки на програмата Собранието за граѓаните, програма поддржана од Швајцарската амбасада и НДА како спроведувач. Ова е пилот проект со кој покрај канцелариите што пратениците ги имаат во различни градови, вклучувајќи ги и нашиот град Гостивар овде. И ова ќе стане пракса повремено пратениците да бидеме покрај граѓаните, испред граѓаните и да можеме да им помагаме и да можеме да одговараме директно пред прашањата и пред граѓаните, особено пред младиве, затоа што тие имаат соодветни и специфични барања и потреби и со тоа поблиску треба да бидеме. Така да ми е мило што ве гледам во овој број во центарот на Гостивар и ова да стане пракса понатаму. Така да доколку има потреба и пратениците ќе можат да се обратат, така да ова да стане пракса и правило во текот на наредниот период да бидеме што поблиску со граѓаните. Гостивар има доста представници во законодавниот дом и тоа впрочем ми се гледа од денешнава ваша посета. Добар е овој директен контакт, иако секако ние како пратеници со помош на новите средства на комуникација сме или би требало да сме секогаш достапни за вас, било да е тоа телефонски повик, да е некоја порака по социјални мрежи или преку нашите асистенти кои што ги имаме во зградата на општината Гостивар. Драго ми е што денес сме собрани овде. Ја поздравувам ова иницијатива на НДА, на Швајцарска амбасада и на Собранието. Убаво е што вака имаат идеја да ги соберат сите граѓани на град Гостивар, да постават прашања до сите пратеници и да дадат идеи, а ние преку институциите да тие ги реализираме. Ја поздравувам ова идеја, се надевам на почести вакви средби и се надевам дека вашите идеи
со помош на собранието, со помош на институциите ќе ги реализирам. И во собранието ние пратениците имаме можност да поставиме прашања кон министрите за разни работи, за реализирани проекти, за незавршени работи и така натаму. Значи да направиме еден вид надзор, така да и граѓаните можат истото да го направат со пратениците, бидејќи и самиот збор пратеник, депјути, тоа значи заменик. Значи фактички ние сме во собранието го заменуваме гласот на граѓанинот. Центарот за управување со кризи официјално потврди дека почина планинарот по кој се трагаше од синоќа, откако беше пријавено дека паднал од карпа во реонот кај Титоврв. 28 годишен државјанин на Белгија е планинарот по кого од вчера се трагаше на Шарпланина и кој денеска предпладне беше пронајден починат. Неговото тело со хеликоптер на МВР било извлечено од местото каде паднал. Вториот планинар, 24 годишник од Куманово, кој го пријавил настанот, е спасен и има лесни повреди. Во спасувачката акција повреден е и припадник на единицата за брзо распоредување при МВР, а со лесна повреда се здобил и началникот на СВР Тетово. Првото лице кое што се повредило, поради тоа што се наоѓало погоре на исклучително стрмно место, била донесена одлука истото да се извлече неколку часа подоцна откако ќе се раздени со помош на хеликоптер. Припадниците на ЕБАРА успеале да го пресретнат надир некаде над бачилото, горна лешница, и тие помогнале на надир и на повреденото лице, на повредениот старешина, да отидат до возилата кои што биле веднаш до бачилото, каде што чекале два доктори, потоа полицајецот е однесен до најблиската медицинска установа, во свесна состојба и во состојба да може да комуницира. Некаде околу 5 часот и јас со тим од Центарот за управување со кризи пристигнавме овде на ова место за да можеме на лице место подобро да ја координираме целата акција на излекување на второто настрадано лице. Но поради маглата во Скопје хеликоптерите не можеа да полетат на првото разденување, мораа да почекат најпрво да се крене маглата да може да полетат. Откако хеликоптерот дојде овде, имаше проблем како да го лоцираме лицето, повторно помогна алпинистот Херој Надир и повреденото лице беше лоцирано, хеликоптерот слета во негова близина, специјалците од ЕБАРА го качија лицето во хеликоптер, лицето не давало знаци на живот, но истото однесено во Тетово, каде што го пречекала екипа на итната медицинска помош, која што за жал констатирала смрт. 24 годишниот кумановец вчера во 17 часот и 30 минути преку ЦУК Тетово во СВР Тетово пријавил дека движејќи се со уште едно лице негов пријател кон Титоврв околу половина километар пред да се искачат. Другото лице паднало од карпа во бездна и се повредило, но дека поради непристапниот терен и маглата не можел да види за какви повреди станува збор и практично да му помогне. Во спасувачката акција учествувале екипи на МВР, ЦУК, СВР Тетово, тетовските пожарникари и други лица, со специјални теренски возила и хеликоптер. Потрагата се одвивала во тешки услови и на ниски температури. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер во блок 82 во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода две лица на 19 годишна возраст и 15 годишник од Тетово, затоа што при преглед им биле пронајдени марихуана и нож. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар лишен од слобода е 15 годишен малолетник од Република Албанија, поради сомнение дека на подрачјето извршил повеќе кражби и тешки кражби во куќи. При тоа кај него биле пронајдени и одземени повеќе предмети, за кои постои сомнение дека потекнуваат од овие кражби. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска 35 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Илинденска во Тетово физички бил нападнат од 30 годишен тетовец. Според пријавеното, напаѓачот претходно се обидел да го удри со возило, а потоа во нападот употребил и тврд предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
30-годишна тетовка вчера во СВР Тетово пријавила дека во семејниот дом била нападната од нејзината 21-годишна познаничка. Во нападот, според пријавеното, таа користела и остар предмет. Извршен е увид и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 23-годишен тетовец пак вчера пријавил дека на излегување од казино на улица 133 во Тетово физички бил нападнат од едно лице. 31-годишникот Гостиварски Добридол вчера вечер пријавил дека на улица Илинденска во Гостивар бил нападнат од кучиња скетници и дека бегајќи удрил во излог на угостителски објект и се повредил. Вчера и 36-годишникот Тетовско Радиовце пријавил дека неговата малолетна ќерка во селото била касната од куче скетник. 37-годишна гостиварка вчера во СВР Тетово пријавила дека на 2 овој месец во Охрид ја пронашла нејзината 37-годишна сестра, за која ден пред тоа пријавила дека се оддалечила од домот. Во основните училишта во Тетово и во Гостивар се спроведува предавања од страна на полициски службеници, на кои учениците се едуцираа за тоа како безбедно да се движат, да управуваат велосипеди или електрични тротинети, но и да ги научат основните сообраќајни знаци и правила, како сегашни учесници во сообраќајот, но и како идни возачи. Сообраќајна култура не е само познавање на правила и прописи, туку представува и навика на нивно почитување и применување. Но според полициските статистики за направени прекршоци, кај нас многумина не ја поседуваат. Градењето сообраќајна култура е континуиран процес кој започнува од најмала возраст. Во таа насока, со цел подигнување на сообраќајната свест и култура кај младите во Полошкиот регион, во рамките на превентивно-едукативниот проект на СВР Тетово, сообраќајна култура и младите во сообраќајот, се одржаа серија предавања. Со нив беа опфатени над 60 основни училишта во Тетовско-Гостиварскиот регион. Одсекот за превенција во соработка со полициски службеници од полициската станица за безбедност на патен сообраќај во Тетово и полициското одделение во Гостивар оваа година спроведува мноштво на проекти од областа на сообраќајот. Еден од нив, кој што неодамна заврши, е насловен Сообраќајна култура и младите во сообраќајот, наменет за ученици од 9 одделение во сите основни училишта на подрачје кој го покрива СВР Тетово. Со овој проект ги запознаваме учениците со основните поими и правила во сообраќајот, како и дефиниции, како што е коловоз, што е коловозна лента, што е сообраќајна лента, што е тротоар, што е крстосница и така натака. Воедно ги запознаваме учениците и со знаците кои што ги даваат полициските службеници со положбата на телото и рацете, со светлосно-сигналните сообраќајни знаци, како и да ги почитуваат поставената патна сигнализација. Во тој контекст би сакал да искажам голема благодарност за одличната соработка со одговорните за образование во општините Тетово и Гостивар, како и со директорите на сите основни средни училишта на подрачјето. Предавањата се интерактивни. Во нив учениците прашуваат за се што ги интересира, но и го покажуваат нивното досегашно познавање на прописите во областа на сообраќајот. Часовите беше успешно реализиран и децава беа заинтересирани и праша, има сознание во врска со делот сообраќај, ги знаја некои основни правила што треба да ги почитува во сообраќајот. Тие претежно ни кажувале дека од неговите родители биле претежно запознаени со овие основни правила што се во сообраќајот и дел во училиштава каде што учат и тие. Децата треба да се едуцираат од најмала возраст за да бидат совесни учесници во сообраќајот, и како пешаци, но и како идни возачи. Апсолутно е многу важно, затоа што децата се веќе учесници во сообраќајот на некој начин, и сегашни и идни се разбира, и ние континуирано вршиме, ги спроведуваме овој вид на проекти и во градинките, и во основните, и во средните училишта, се разбира од различен вид, прилагоден спрема нивната возраст. Она што можам да заклучам, има навистина голем интерес од нивна страна. Децата навистина се стекнуваат со одредени знаења од областа на сообраќајот, прилагодени за нивната возраст, и мислам дека самите проекти се доста успешни. Не доме на навистина добар прием и од страна на децата и од страна на раководниот кадар,
Поедуцирани ученици, поспремни, со знаење, затоа што, како што напоменав, тоа се веќе учесници во сообраќајот, дел како пешаци, дел како велосипедисти, дел како возачи на електрични тротинети, а покасно и како возачи на моторни возила. Секоја едукација е добре дојдена и наша грижа е, уште од најмала возраст, да ги едуцираме децата, да и ги запознаеме нели со првично со основните правила и прописи во сообраќајот, односно нивно почитување доследно. Носител на проектот е Отсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Тетово. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!